Почитувани граѓани, денес по повод 42-иот роден ден на општина Карпош продолжуваме со активности за општината по повод роденденот. Па така денес овде на улицата Никола Русински во населбата Карпош 3 засадуваме нови садници на јавори, високо израснати дрвја, кој што е само најава за акцијата која што ни следи во ноември, каде што ќе засадиме вкупно 200 вакви големи израснати и убави дрва. Имајќи во предвид дека општината е во тешка финансиска состојба, оваа година одлучивме наместо прослави и непотребно трошење на пари, парите на вистина ги вложиме во одржување на животната средина, бидејќи концептот за зелен Карпош нема алтернатива. Исто така, знаејќи дека доаѓа период на загадување, најдобриот начин сите да се справиме со загадувањето е да садиме нови дрва кои што се природен филтер и прочистувач на воздухот, па така во оваа насока покрај овие дрва и покрај акцијата што имавме со градот Скопје и нашата акција која што имавме пролетта, продолжуваме и со садење на нови цвеќиња, на лаванди и на слични украсни цвеќиња, но и на цвеќиња кои што го прочистуваат воздухот. Продолжуваме и во наредните денови со конкретни активности до конечно одбележување на 42-иот роден ден на општина Карпош. Покрај редовното чистење, садење на дрва, чистење на диви сметлишта или депонии на отворено кои често пати беа и предмет на палење од страна на несовесни граѓани, постапуваме и со сериозни казни и едноставно кажано гонење на сите оние диви потпалувачи, односно луѓе кои што несовесно палат на отворено и со тоа го загадуваат воздухот. Превентивно делуваме во делот на опремување на градинките и училиштата со прочистувачи за воздух, меѓутоа за трајно решение знаете дека заедно и со градот Скопје сме во процес на гасификација целосна на градот, меѓутоа и на превземање на Балкан Енерджи Груп, односно снабдувањето со топлинска енергија, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на граѓаните на Скопје, кое што треба да биде превземено од градско јавно предпријатие, кое што ќе понуди поповолна цена на граѓаните, не со цел да профитира, туку со цел што повеќе граѓани да се вклучат на централниот систем на парно грејење. Паралелно со тоа, заедно и со набавката на нови контейнери, заедно со набавката на нови автобуси кои што градот ги планира, мислам дека ќе дојдеме до едно посериозно решение веќе во наредниот период.